Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Согласно деловникот на Собранието на Република Македонија, барам дневниот ред да се дополни со точка Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за туристичка дејност по скратена постапка. Точно знам што ќе ми кажете, председателе. Ќе кажете дека оваа точка е ставена на дневен ред на 74-та седница и тоа е она што македонската јавност треба да го знае. Предлог законов е ставен на дневен ред уште на 8 јуни и до ден денес го нема видено светлото на денот само затоа што не можете да си обезбедите кворум. Имено, заради неуредени во целост членови од законот и пред се заради неусогласеноста на законот со другите закони, инспекторите при вршење надзор над спроведувањето на одредбите од законот се ускратени во целоста да го вршат истиот, со што е нарушена целта заради која беше донесен законот, односно заради неуредени членови во законот кои се отвараат можности за злоупотреба токму од страна на чинителите кои што се одговорни за примена на овој закон. Овде пред мене имаме една изјава од директорот Јаневски, директорот на Агенцијата за туризам, дадена за МИА на 5 септември, значи пред само 9 дена, во која дотичниот го нагласува токму она што го барам со предлог законов, а тоа е уредување на законот за туристичка дејност. Еве не ме слушајте мене како представник од опозицијата, еве нека не биде моја заслугата, послушајте си го директорот кој вели, цитирам: неможноста да се регулира пазарот, да се подобри законот за туристичка дејност, кој е неколку години заглавен во лавиринтите и да се формира инспекција и полиција за туризам, низ годините овозможува зголемување на сивата економија и резултира со неконкурентност на туристичката индустрија. Токму ова го барам, да се обезбеди доследна примена на одредбите од Законот за туристичка дејност и од овде му порачувам на директорот да престане со зборови, туку да премине на дела и да си пренесе во влада дека токму заради владините представници овде, законот е заглавен во, како што самиот вели, собраниските лавиринти. Намалувањето на сивата економија мора да ни биде приоритет и затоа ве молам овој предлог закон за измена и дополнување на Законот за туристичка дејност што поскоро да се донесе. Со предложениот закон за изменување и дополнување на законот ќе се доуредат прашањата кои се наметнуваат како потреба од досегашната пракса и ќе се постигне основната цел заради која е донесен законот, а тоа е уредување на условите и начинот за вршење на туристичка дејност. Од овие причини, освен што барам дополнување на дневниот ред, барам јасна и недвосмислена поддршка од страна на колегите од владеачкото мнозинство, посебно од страна на колегите кои што живеат во туристичките места, за кои се надевам дека се свесни колку ни е значаен туристичкиот развој, да дадат поддршка овој закон што побрзо да се донесе. Ви благодарам.